краток преглед на денешните настани. Професионални обуки за баристи и бармени за невработените охриѓани. Комедијата на Гоголј «Женитба» видена низ очите на мистичниот руски театар у Моста. Од 13 до 16 август Струга ќе живее со ракометот. Охридските матуранти синоќа на Антички го заокружија 4-годишното дружење. Америка решена да не дозволи калифат во Ирак и Сирија. Да погледнеме временската прогноза, потоа се враќаме со најавените настани во дневникот. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Денеска во Охрид имавме сончево и топло време со максимална дневна температура на воздухот од 29 степени Целзиусови. Воздушниот притисок изнесуваше 1016 хектопаскали, увезрачењето со покачена вредност 8. Во недела облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици ќе биде во Велика Британија, Франција, Бенелукс, Германија, областа на Алпите и Чешка. Во останатите предели од континентот ќе биде претежно сончево и топло. Дневните температури во главните европски градови ќе се движат од 22 степени во Осло до 36 степени во Атина. На Балканот во недела ќе биде претежно сончево и топло, попладни услови за слаб дожд во Црнагора и Босна и Херцеговина. Дневните температури од 28 до 36 степени. Во Македонија во недела ќе биде претежно сончево и топло. Утринските температури ќе се движат од 12 до 21 степен, а максималните дневни ќе достигнат до 27, односно до 37 степени. Во Скопје во недела ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од 18 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 34 степен. Во Охрид утре ќе биде претежно сончево и топло. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна температура ќе достигне до 31 степен. Следната недела најпосле ќе имаме вистинско лето. За наредните неколку дена метеоролозите најавуваат сончево и топло време. Максималните дневни температури на воздухот во пораст од 32 степени во понеделник, 33 во вторник до 34 степени во среда и четврток. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Бако. Вкус кој не се заборава. Мама рече здраво, а јас велам вкусно. И ова, и се е многу вкусно. И салат кјавашни коцки, брусница, ајавчина, разници, кикики и многу сладки нешта. Бако. Парк Голден Бич. Спој на природната убавина и модерниот дизајн. Допир на луксус во доминантно бела боја покрај езерското синило. Прекрасна атмосфера, коктел, бар, базен со джакузи, слободен влез. Туристичкиот комплекс Парк врши продажба на апартмани од 1750 евра за метар квадратен. Почувствувај го сонцето на златната плажа. Адора Инженеринг за своите купувачи со најповолни услови до нов дом. 15% учество за стамбен кредит, гратис крстарење по Медитеранот и Ибица, учество во наградната игра Автомобил Поло, 50% попуст за гаража со секој купен стан. Адора Инженеринг за вас. Информации 1188. Бројот што ги знае сите други.
Современ дизајн и висококвалитетни 5-коморни и 6-коморни ПВЦ профили. Изработка на комплетна ПВЦ столарија и рулетни. Се од сопствено домашно производство. Ролопласт Охрид, туристичка 50 скалеста зграда. Ви посакувам добар ден со првиот дневник на ТВМ. Православните христијани денес го празнуваат споменот на Свети Климент Охридски и големиот исцелител Свети Пантелеймон. Верниците синоќа во Свети Климентовиот храм на Плаошник му дадоа почит на заштитникот на Охрид. Денеска продолжуваат чествувањата по повод патронот на градот Свети Климент Летен. Денес на градскиот плоштад Охрид представници од локалната самоуправа, представници од Советот на општина Охрид, како и директорите на основното и средното училиште кое го носи името на светецот, се поклонија пред споменикот на Свети Климент. Делегациите положија свежо цвеќе пред заштитникот и патронот на градот Свети Климент Охридски. Ова е само дел од настаните со кои годинава се одбележува големиот празник Свети Климент Летен. Вечерва е вториот ден од меѓународниот фестивал на духовна музика Тебе поем Свети Клименте, кој оваа година е поддржан и финансиски помогнат од локалната самоуправа и градоначалникот на Охрид. Централната фестивалска вечер се одржува вечерва во Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 21 часот. Синоќа во Античкиот театар свечено беа доделени дипломите на уште една генерација матуранти од Општинското средно училиште Свети Климент Охридски. Продолжете да го оформувате вашето образование како би прераснале во личности кои ќе го менуваат светот, државата и градот. Не смееме да дозволиме и понатаму младите масовно да се иселуваат од државата, им порача на матурантите заменик градоначалникот Ангел Јанев. Матурантите од Општинското средно училиште Свети Климент Охридски пред охриѓани синоќа на Антички театар се представија во најдобро издание и покажаа дека се подготвени да продолжат со предизвиците кои им ги носи животот. Овај чин беше како шлаг на тортата. И ова беше нешто само мал момент за да ги одбележи нашите денови, нашите 4 години од целото гимназиско образование. Иначе со еден ден тешко дека може се да се опише. Класот од гимназија секогаш останува, мислам и целата генерација. Ние секогаш ќе бидеме тука едни за други, ќе се дружиме, како што се дружевме досега, така и таму. Тие најавија дека своето образование ќе го продолжат на некои од високообразовните институции, изразија надеж дека со идниот ангажман во општественото живење ќе бидат носителите на идниот развој на локалната заедница и државата. Родени сте да успеете, вака во името на општина Охрид на завршените средношколци и на останатите присутни на Антички театар, им се обрати Ангел Јанев, заменик градоначалник. Почитувани матуранти, посакувам овде на ова место сите вие, после 4 или 5 години повторно да се соберете. Од каде и да сте, да се пофалите, а ние со вас да се гордееме. Тогаш вие ќе го правите патот по кој што другите ќе чекорат. Тоа е успех. Уште еднаш, градот Охрид и сите ние сме среќни што ви имаме. Ви посакувам убав и храбар избор на соодветните факултети. Одлични резултати и прекрасен студентски живот. Не заборавајте дека сте биле дел од нашиот образовен систем. Ви посакувам да станете успешни луѓе, на кои сите ние ќе бидеме горди, истакна Вера Јовчевска, директорката на гимназијата Свети Климент Охридски. Таа додаде дека Охридската гимназија и годинава на Антички театар направи обид да остави белек сеќавање на средношколскиот живот на своите ученици со надеж дека ќе се успее во таа намера. Образованието е важен дел од животот на секој човек и игра голема улога во неговото формирање како индивидуа. Вие го започнавте вашето 8-годишно образование како деца, а еве сега заминувате како возрастни луѓе, подготвени да го прифатите предизвикот пред кој сте исправени, а тоа е вашата иднина.
Со досегашното образование, вие ја добивте основата да продолжите понатаму следејќи го сопствениот избор. Пред дипломците, нивните родители, професорите и пријателите со прекрасни музички изведби од најдобрите вокали на генерацијата матуранти. Настапот на ансамблот Билјана Јуниор, како и традиционалното фрлање на капите на матурантите, беше заокружено 4-годишното дружење на овие средношколци и идни студенти. Туристичкиот кластер 1 на младите невработени лица им нуди можност за професионална обука за баристи и бармени. Нивниот јавен повик е дел од проектот за унапредување и подигнување на квалитетот на услугите во угостителството, а финансиски поддржан од германската организација Гистрет, како и УНИДО, фондацијата на УНЕСКО. Младите невработени лица од Охрид имаат можност за професионална обука за баристи и бармени. Туристичкиот кластер 1 од Охрид објави јавен повик за таа цел, а во насока на подобрување на квалитетот на услугите во угостителството. Кандидатите наредната сабота на 16 август 2014 година со себе треба да понесат лична карта, картон од Агенцијата за вработување, копија од диплома за завршено образование, како и копии за дополнителни курсеви доколку ги имаат, и да се појават на јавниот повик во големата сала на вториот кат од Агенцијата за вработување во Охрид со почеток од 13 часот. Критериум за избор на кандидатите е да бидат државјани на Република Македонија, да бидат евидентирани како невработени во Агенцијата за вработување во подрачните единици во Охрид, Струга, Кичево, Дебар и Македонски Брод, со навршени најмалку 18 години, познавање на најмалку еден јазик, интерактивни вештини и способност за работа во тим. Предност имаат лицата кои имаат завршено минимум средно угостителско образование. Инаку, според проектот, 30 невработени лица ќе можат да ги поминат обуките и да се стекнат со меѓународен сертификат за професиите бариста, односно подготовка на кафе, и бармен за подготовка на коктели. Заинтересираните може да се пријават и за двете обуки. Мешани патроли составени од полициски службеници, заинтересирани граѓани, представници на локалната и урбаните заедници, од училишните одбори, од школските образовни центри, вечерва ќе зирнат во ноќниот живот на младите низ угостителските објекти во градов. Мешани патроли составени од полициски службеници, заинтересирани граѓани, вечерва ќе патролираат низ Охрид. Заедничките патроли што се дел од проектот Соседска патрола, вечерва од 22 часот ќе се реализираат низ одредени делови на градот, ќе се посетат угостителските објекти и места каде се случувале зачестени кривични дела и прекршоци од областа на јавниот ред и мир. Покрај полициските службеници и заинтересираните граѓани, дел од патролата ќе бидат и представници на локалната самоуправа и урбаните заедници, представници од училишните одбори, од Советот на родители, од школските образовни центри, од советодавните групи на граѓани и од други заинтересирани институции. Соседска патрола е превентивен проект на Министерството за внатрешни работи одобрен од владата на Република Македонија, кој има за цел да се зајакне новиот концепт на полициско работење со заедницата, вклучување на локалната самоуправа, урбаните заедници и граѓаните за подобрување на соработката со полицијата и зголемена безбедност во населените места. Комедијата на Гоголь «Женитба» видена низ очите на мистичниот руски театар у Моста. Актерите преку оваа представа, исполнета со чуда и неверојатни акции, ќе се обидат да одговорат на вечното прашање: зошто луѓето стапуваат во брак? Мистичниот театар у Моста од Перм, Русија, ќе даде ново светло на драмата на Николај Василјевич Гоголь «Женитба». Режисерот на представата Сергеј Федотов вели дека во секоја нивна изведба на оваа представа гледачите остануваат зачудени, велејќи дека во представата се случуваат чуда соодветно на репутацијата на театарот у Моста на мистичен театар. И главный смысл нашего спектакля в том, една од интересните идеи во нашата представа е тоа дека ние пронајдовме дека во секоја представа на Гоголь имат ѓавол. И тој ѓавол во нашата представа е Качкарјов, е тој човек кој измислува свои сите различни шартови и работи за своја ѓаволска забава. Тоест тој сам прави представа. Улогата на ѓаволот Кочкарјов ја игра човекот кој во театарот у Моста е од неговото основање, Василий Скиданов. У него ничего не получается. Смешно во наша представа тоа што ѓавол сака да им сметат на подколесен и другите, ама ништо не му испаѓа и на крај човек го победува ѓаволот.
Главната улога во представата на Агафија Тихоновна ја игра Ирина Молијанова, која според режисерот Федотов е вистинска руска жена во која публиката веднаш се заљубува. За мене улога на Агафија Тихоновна е улога многу символична. И за мене тоа е улога на прочистување, на духовно прочистување. И тоа исто, например, како да човек да оди во црква и да се помоли таму. И тоа за мене е многу важно. И една од да се пречистува, една од мои најсакани улоги. А представите на Федотов може да бидат комични, трагични, магични и мистериозни со надприродни сили кои секогаш се присутни на сцената. Сето ова го изразува специфичниот поглед на Федотов кон театарот, кон законите на човековото постоење, како и врските помеѓу внатрешното јас и надворешниот свет. Женидба ќе можете да ја погледнете утре вечер во преддворието на Катедралната црква Света Софија со почеток од 21 часот. Синоќа во галеријата Резонанса се одржа јубилејна изложба на дела од охридскиот сликар и успешен лекар-ортопед Драган Спасевски Охридски по повод 25 години од неговото творештво. Изложбата представува еден пресек на неговото творештво од далечната 1989 година до денес или хронологија на една семејна хармонија и љубов кон сопругата и синот. Токму по тој повод гостин во дневникот на ТВМ господин Драган Спасевски Охридски. Добре дојдовте на самиот почет. Најдов и поздрав до сите љубители на уметноста, до гледачите пред се на ТВМ. Благодарам на поканата. Ето се случи 25 години творештво. Првата самостојна изложба беше 1989 година, првата самостојна изложба во тогашниот етнолошки музеј со тогашниот, за жал сега веќе преминат, починат актуелен директор Владо Маленко. Исто, значи, високопочитуваниот академик Цветан Грозданов ме подстрекна да ја направам првата самостојна изложба. Измина 25 години од тогаш творештво полно со возбуда, полно со креација, полно со изложби, уметнички дела. Така да, ето по тој повод, 25 години славив синоќа во Дом галеријата Резонанса, со еден пресек на целокупното творештво, бидејќи организаторот препорача со своји сугестии дека треба од сите досегашни изложби да се одбере по една слика или две, кои ќе представуваат пресек на целокупното мое творештво. Имаше и нови слики, присутните може да видат тоа. Така, точно во таа насока и беше моето прашање. Сами кажавте 25 години по вашата прва самостојна изложба во куќата на Уранија, вашето творештво повторно пред очите на охриѓани. Кои дела беа синоќа изложени во Резонанса? Како го направивте изборот и дали изложивте нови, досега не прикажани во јавноста дела? Сакам да кажам дека секој исторична уметност има свој видување на нештата. Јас го почитував гледањето на академик Цветан Грозданов, кој ми сугерираше да треба да бидат представени, значи, дела од целокупното мое творештво, значи еден пресек, а се разбира тука и да бидат и нови дела кои што ќе го представуваат тој развоен пат. Јас, значи, се обидов да направам еден таков избор и публиката тоа го виде. Синоќа во галеријата можеше да ужива во она што сум го создавал и можеше да го компарира она што било на почетокот и сега. Академик Цветан Грозданов за вашите слики ќе каже дека содржат ренесансно барокни елементи. На кој правец му припаѓа вашето творештво и дали воопшто се држите до рамките на некој правец во сликарството? За жал, можеби и сум единствен во Македонија кој што го интересира премостувањето на историскиот јас од она што се вика средновековна уметност и едно насилно прекинување со доаѓањето на Балканот, знаме од историски причини, со доаѓањето на Османлиската империја и прекинување на тој еден природен ток во кој што во Македонија е прекинато, значи еден нормален континуитет на таа средновековна уметност. Во Македонија недостасува, значи,
Не се случило ренесансата, не се случила барокот, неокласицизмот, него наеднош од средниот век се преминало во една модерна уметност. Моја желба, моја намера, моја тврда, цврста определба е да го премостам тој јас. Значи, се оно што не се случило да го вратам на еден достоинствен начин на Охрид и на Македонија и на некој начин да создавам нешто по што се вика не трендовско лукративно, него да ги осовременам темите по еден начин, поинаков од она све што се случува во светската уметност. Историчарите на уметност е тука да ги втемелуваат насоките и значењето на оно што го создава уметникот, да го препозна сликарството, вредноста на сликарството и да му дадат едни цивилизацијски рамки доколку тоа сликарство го има. А уметникот треба да биде креативен и треба да биде ослободен од историцизмот. Покрај преку сликањето, односно техниката масло на платно, вие вашиот внатрешен свет го преточувате во креација и со низа други техники. Синоќа на изложбата беше изведен и рецитал на дел од вашето поетско творештво. Нешто повеќе за тоа и од каде ја црпите инспирацијата и силата за тие уметнички експресии? Значи, во однос на тоа дека не сум обременен тој екзистенцијален страф, не ме притиска да морам да создавам секој ден и да создавам нешто што е трендовско, нешто што е профитабилно и што има, да речеме, материјален профит на пазарот. Значи, сликам во сите можни техники, сликам во време колку сакам и кога сакам и се занимавам со многу уметности, една од тие и пишување на поезија. Значи, синоќа имавте можност да видите, значи, да слушнете дел од поезијата од моето поетско творештво, бидејќи таква беше претходната концепција покрај сликите, значи, пресек од сликарството, се направи и пресек од целокупното мое поетско творештво. Значи, за моето поетско творештво говореше професор доктор Кристина Николовска, а стиховите ги читаја актерите Љубомир Љупчо Тодоровски Упа и Димитрije Доксевски, а после на поздравна реч одржа и заменик министерот за култура Драган Неделковиќ. Инспирацијата, значи, за мене база на цивилизацијска придобивка е семејниот круг. Значи, една од светите тајни е семејството. Значи, јас му пожелувам на секој да има стабилно семејство, семејство што ќе го инспирира да создават повозвишени уметнички дела. Вашиот син ги почести присутните на синокешната изложба со изведба на неколку музички дела на пијано. Дали тој е наследник на уметничкиот ген на својот татко? Многу нешта се ги детерминирани од самиот ген, меѓутоа должност е на секој родител, значи кога веќе формира свое семејство, да му го покажува патот на она што треба да го наследи. Должност е на секој родител да му отвора прозори и врати низ зидовите кои што го окружуваат наследството, а дали ќе оди по тој пат, прашање на наследникот. Во моментов работите на проектот Последниот танц, кој го прекинавте поради юбилејната изложба. Што представува Последниот танц? Последниот танц беше замислен како и сите досегашни мои мултимедијални проекти, бидејќи охридската јавност е запозната дека јас сите изложби ми се придружени со објавување на книга. Досега, иначе, сум имал и од почетокот апокалиптичен начин 989-та, 1996-та, се трепери, Блиско до сонцето и љубовта мракот помалку боли 990 година, потоа беше Погледни во себе 2004 година, Трите точки 2008, Охридските бистрии на мудроста 2010, така да Последниот танц беше замислен исто објавување книга и изложба. Меѓутоа, високо почитувани, значи, академик Грозданов ми сугерираше да тоа треба сепак да биде пресек на целокупното мое творештво и, значи, јас Последниот танц го оставив за една наредна прилика, тоа се исто, значи, нови дела со промоција на нова книга, меѓутоа
го послушав да изложам дел од новите дела, да луѓето можат да направат компарација меѓу она што сум го создавал 80-тите во минатиот век и она што го создавам сега. Господине Спасевски, мене ми преостанува да ви се заблагодарам што ја прифативте поканата и што бевте гостин во нашиот дневник и ви посакувам многу успеси да нижите и во иднина. Јас ви посакувам успешна работа и да ни поможат Свети Климент. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со дневникот на ТВМ. Струга од 13 до 16 август ке живее во знакот на ракометот. На меѓународниот ракометен турнир учество ќе земат 7 екипи. Организаторите ветуваат интересни надпревари, обезбедија максимални услови на отворениот терен на женска плажа и очекуваат, како и секогаш, голема поддршка од стручката публика. 42-то издание на ракометниот турнир Струга 2014 ќе се одржи од 13 до 16 август на отворениот терен на женска плажа. Организаторите најавуваат дека турнирот ќе го отвори македонскиот победник на X Factor Adria, Даниел Кајмаковски. Председателот на организациониот одбор Лилјана Затуровска и годинава ветува интересни утакмици, а докажаните струшки љубители на ракометот веќе ги одбројуваат деновите до почетокот на турнирот. Сметаме дека изминатите 2 години се направи многу на полето на меѓународниот турнир, се воздигна на едно повисоко ниво, така да планираме тоа да стане на традиција и така ќе биде и во иднина. За Струга вие знаете дека Струга живее за ракометот, од тука ни излегуваат наши најпознати ракометари кои што се нели половина и македонска репрезентација, така да Струга живее за овај ден, една недела пред турнирот, за време на турнирот и после тоа, значи во еден месец цела македонска спортска јавност ќе биде во Струга, така да дишиме во духот на ракометот и овај пат ќе се покажеме исто така во добро светло и како добри домаќини. Спортскиот директор Сашо Србиновски нагласува дека годинешниот ракометен турнир е организиран на повисоко ниво, што го потврдува составот на 7 екипи кои ќе учествуваат. Според него, годинешни фаворити би биле екипите на Вардар и Металург, кои може да се сретнат во финалето. Покрај нив се трудиме да им обезбедиме исто така екипи кои играат или играле во Лига шампиони или кои минатава година успеале да направат некаков успех во другите европски купови. Така, например, Металопластика од Србија, од Шабац, годинава беше финалист на Челендж купот. По таа линија, значи, доби покана Металопластика, исто поранешен пред 30 години европски шампион. Екипата на Азоти Полави од Полска, третиот по квалитет тим во Полска, во истиот куп, во Челендж купот оваа година, стигна до полуфинале, изгуби од освојувачот на купот Савехов. Од организациониот одбор кажаа дека се уште ги пребираат потребните документи за најавениот проект за изградба на јужна трибина, реконструкција на постоечките и кровно покривање на отвореното ракометно игралиште. Секретарот на организациониот одбор Ѓоко Иловски вели дека првиот дел од проектот, односно изградбата на јужна трибина, е прифатен од владата на Република Македонија и како донатор е пријавена фирмата Елем. Јужната трибина е трибина која ги опфаќа сите стандарди, значи со простор за соблекувални, простор за суди, значи комплетно по стандарди на едни ЕХФ стандарди кои што утре би можеле да ги задоволат сите критериуми за одржување и на поголема манифестација. Во овој момент, значи, избран е изведувач, избран е и надзорен орган, и се надеваме дека уште дополнителните документи кои треба од страна на локалната самоуправа да се издадат, дека ќе бидат, ние и досега очекувавме дека во текот на пролета ќе бидат, меѓутоа не се решија до сега. Се надеваме дека до нова година тие да бидат завршени, така да следната година да биде таа прва фаза на јужната трибина изградена. Покровител на меѓународниот ракометен турнир е Агенцијата за млади спорт и годинава дел од публиката на меѓународниот ракометен турнир ќе бидат децата од социјално ранливите категории кои престојуваат во детското одморалиште 25 мај во Струга. Албанската полиција во близина на градот Круја запленила тон марихуана која била подготвена за транспорт во правец на пристаништето Драч. Во рамките на широката операција за уништување насади со марихуана, полицијата во неколку подрачја во текот на вчерашниот ден уништила околу 30.000 стебла марихуана. Следуваат и останатите вести од регионот и светот.
Мерка од 30 дена притвор му е одредена на Драган Ѓурич, осомничениот за убиството на 15-годишната српска тинејџерка Тијана Јурич. Ѓурич е сместен во притворската единица на затворот во Суботица по распитот кај јавен обвинител. Убиецот признал дека ја силувал и задавил Тијана пред да ја закопа. Јавноста за него бара смртна казна, која во Србија е укината уште од 1992 година. На Ѓурич му се заканува казна затвор од 30 до 40 години. Втор напад на американските бомбардери врз позициите на џихадистите во Северен Ирак. Според Пентагон, цел на воздушните напади е да и се помогне на ирачката влада и на курдските власти да ги вратат изгубените територии во последните 2 месеца, од кога трае инвазијата на исламистичките радикали на ИСИЛ. Во нападите биле користени и беспилотни летала. Американските авиони фрлали и пакети со храна и вода за илјадници луѓе, пред се христијани кои се кријат во тешко пристапните планини на северот на Ирак. Во борбите на истокот од Украина во последните 24 часа загинале 13 припадници на украинската армија, соопшти денеска официјален Киев. Украинските власти соопштија и дека спречиле обид на Русија да испрати војници преку границата под маската на хуманитарна мисија. Црвениот крст негира дека Русија го координирала овој наводен хуманитарен конвој со нив. Западот долго време предупредува дека Русија го зголемува бројот на војници на границата со источна Украина и оти може да дојде до руска инвазија во источниот сосед. Нигерискиот претседател Гудлак Џонатан денеска прогласи вонредна состојба поради епидемијата на ебола во афричката земја со најмногу жители. Тој истовремено одобри вонредни средства од 11,7 милиони долари за сузбивање на епидемијата. Избивањето на епидемијата во Лагос, град со 21 милион жители, предизвика страв кај населението, па претседателот Џонатан предупреди да не се шират лажни информации за еболата, што би можеле да доведат до масовна хистерија и паника. Јапонија денеска во Нагасаки ја одбележа 69 годишнината од американскиот напад со атомска бомба во кој загинаа 74.000 луѓе. Комеморацијата за сите жртви од атомските напади во Нагасаки ја предводеше јапонскиот премиер Шинзо Абе, а присуствуваа преживеани граѓани на Нагасаки и многу странски функционери, меѓу кои американската амбасадорка Керолайн Кенеди. Амбасадорката Кенеди им се заблагодари на жителите на Нагасаки за поканата, како и на нивната посветеност во изградбата на светот со повеќе мир. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!